ваков. Тарзан заробен на едно дрво, мајмуни го заробиле. Ја други правила треба да Слушај, како не ти е срам бе го веде, абе, шо срам, не срам, грбе, Тоа е, брат! И доаѓа лавицата, прави, не ме гледа у очи, много ми се свија. Никам да те гледам, брат. Никам. Овој беше крвав. Не ми се свија. Здраво живо народе! Добре дојдовте во уште една виц битка. Денешен мој гостин или мој противник е човекот кој што да беше талентиран колку што е убав, ќе беше многу поуспешен од тоа што е сега. И сега да гледам тука и да кажам што мислам за водителот. Антонио Ташковски, човекот со толку убаво и во исто време тажно лице, што кога ќе го видите како актер, би го ангажирале само на погреб кај што нема никој. Да, ти сега водител си нешто поново? Антонио Ташковски се труди, сака да биде популарен, прави стендап, прави видеа. Се уште нема отидено кај Лазаров на подкаст, а таму сите беа. Што мислиш за водителот? Не мислам ништо за водителот, за човекот, ете, за Стефан. Кога ми текне што мислам, може и треба да си идам. Антонио Ташковски еднаш заигра во филм и беше толку многу возбуден. Брато, дојди да гледаме премиерата. Му викам, колку имаш? Па околу 2 минути, ама добра сцена е. Отидовме и свативме дека му е катнале сцената. И сечи го готово и звони му да влезе, да се качи. Ајде, што мислиш за водителот? Не ми се верува, брат. Правилата на оваа виц битка се многу едноставни, затоа нема ни да ги кажам како што никогаш не ги кажувам. Играме до 3. Нека победи посмешниот. Ај, може? Да. Ајде, акција! Си бил некој човек, имал многу тенок глас, брат. Ај, сериозен проблем имал со тоа и оди, например, да нарачува пиво и дај ми едно пиво. И му кажат, мали, бегај бе, да немаш 18 години. Абе, кој нема 18, дај ми едно пиво. Мали, бриши бе да не те гледам. И го фаќа, више, живци да се нервира, не може оди на лекар. Доктор, ја имам проблем. Ја одам да нарачам пиво. Ја имам 32 години. Ја му викам на тој дај ми едно пиво, он ми вика, бегај бе, мали. Има ли некој лек, гласов да не ми е веќе ваков? Доктор му вика, има, не се кире. Ја продавам слонови, приватно го работам. Тоа ќе ти продаваме еден слон, ама тој е магичен слон, да знаеш. И ќе мораш вика секој сабајле вика да му го испиш на слонот и после тоа ќе видиш каков гласки имаш. И овој се буди сабајлето. Вика да видам како ќе биде. Му с***ше. Оди у кафечот, дај едно пиво. Опа, добре, му даваат пиво, гта креглата и почне, така и секој ден. Арно, ама станува едно сабајле, слонов го нема. Го бара. И оди у кујна на жена му и вика, Славицо, кај е слонот? И Славица му вика, ти го доли у подрум, ти го однесам. Диш, ај. Полицаец собира дечко на црвено поминал. И му вика, брат, не знам дали знаеш, ама помина на црвено. И стварно, брат, извини, јас сум далтониста. Тоа што си ти од странство, мене не ми мења ништо. Бил некој овчар и оди во џунгла и го среќа Тарзан. Тарзан заробен на едно дрво, мајмуни го заробиле. Добро бе, добро. Да, добро. И Арнама Тарзан ги разбива сите животни што зборуваат, ме сваѓаш. И овчаров го гледа, го ослободува некако, пробуе натаму, Арнама ме муниве и него го заробуваат. И Тарзан некако не ме гледа у очи, но ми се свија. Никам да те гледам, брат. Никам, те знам. Значи, пази сега, некако се ослободува Тарзан и го ослободува и овчарот. И овчарот му вика, брат, мора ти кај мене да дојдеш, вика, у село, кај мене, ја да те почастам, тоа што ти си цар. И одат кај него у село и
Како влегуваат у селото, поминува една мачка, мачка прави мјау, Арно, ама Тарзан ја разбира. И му си врти, му вика, абе, мајмун, зашто си ја шутирал мачка? Чекай да докажа, ама заврши! Гаси го вицот, брат, готово е. А дека Тарзан му вика, мајмун, зашто си ја шутирал? Као, ми се жали. Чекај, ти си ја шутирал. Смири се, земи воздух. И мине една мачка. И мачка да вика, нели, мјау. Арно, ама Тарзан ја разбира. И вика, мајмун, што си ја ту шутирал ти ова мачка? Абе, вика, ми влегуе таму, вика. Вика, ми влегуе у сеното, таму ми разместуе, ми онадоје, вика, многу ме нервира. Добро, вика, ај, нема готово, нема да се повтори, вика. Океј. Продолжуват понатаму, мине едно куче. И кучето вика Арнава, Тарзан го разбира. И му вика, мајмун, си го шутирал, вика, и кучево. И вика, абе, вика, ми влегуе, вика, кај овците таму ми ги брка, вика, стадото мора, вика, еднаш, вика, нема да се повтори. Ај, добро. И го шета ни селото и стасуваат до стадото овци. И ова една овца почне бе. Арнава Тарзан ја разбира. И овчарот вика, не ги слушај овие курвице. Нема, скажи што лжи се. Курвица лажат. Ама ова е, не ова е. Ја други правила треба да Слушај, срце, вика, влага влав во кафана, ја лупа вратата и погледнува еден човек и му вика, ти ли го спаси бе вчера син ми што се давеш у езерото? И овој станува вика, да. Што да бе? Кај му е капата? Ево, бар не го очекувам. Леле, колку не го очекувам. Ој станува, да. Што да бе? Кај му е капата? Седи у автобус една жена и си држи едно бебе. И влегува една пијаница. И се потпира овака. На жената се потпира? Не, се побира на гелендерот, се паѓа. И го гледа вака бебе. Леле, пести е грдо бебе. И овако гледа, како не ти е срам бе го бебе, абе, шо срам, не срам, грдо е пес. И ова станува таква цела нервозна, оди кај шоферот му вика, господине, па има една пијана будала позади ме навреди. И вика, ич, оди да му ја скрешиш главата. Дај ми го мајмунот, ја ке ти го почувам. Патописец. Патописец? Да. Добро. Се нашол некако, брат, у некоја џунгла и у некоја племе. Почнал таму со нив да живее, не можел ни да си оттида. И интересно, вика, ќе си пишувам, знаеш, секој ден си пишува нешто и пишува. Ден 23, на поглаварот жена му се изгуби и кажа кој ќе ја најде, ќе му дам да ја најдов и ја ебев жената на поглаварот. Си бижува после некој време, ден 58. Си изгуби керката на поглаварот. Кажа кој ќе ја најде, ќе му дадам да ја ебе. Сите ја најдовме, сите ја ебевме. Ден 124.
Многу болен и крвав ден. Вчера си изгубив и аз. Овој беше крвав. Леле, желудникот ми се преврти. Овој беше крвав. Звони некој на домофон, упорно звони. И женава крева, ало! И вика, господјо, мајсторот за џамови. А, не, господине, ние веќе имаме мајстор за џамови. Господјо, јас сум, паднав. А не можем, брат. Како е, брат? Вицотека мъка ти се овие, брат. Не се вицотека, Вој не, претходните беа. Постави го. Постави го. Стај го, да. Групе. Вика, Поштуjem. иде човек на лекар и му наоѓаат диабетес. И му Не вика, ми се свија. вика, брат, докторов му вика, од сега па натака ќе мора само со жената да имаш секс. И му вика... И ој му вика... Зошто? И му вика... Па со швалерката многу е сладко. Брат! Ја многу беам слушал. Што е ова, брат? Наркоман убива полицаец. И звони у полиција. Ало? Ало? 192? Да, господине, повелете. Па стеја сте 191. Бугарија, брат, у зоолошката. Све окей, ама наеднаш и му умира лавот. И никој не иде више у зоолошка, го нема лавот. Нема, не се продават ни карти, ни ништо, ги собира директорот на зоолошка, им сите вработени. Им вика, дечки, до утре сите по некоја идеја, вика, да смислите што ќе се прави, немаме лав. Мора некако да се разработи, нема ни заплати, ни за ништо. Утре, у 12 состанок пак да видиме кој што ќе каже. Дојаат сите, 12 состанок, сите кјутат. Идеи, овие кјутат. Добро, и го гледа, брат, му вика, Станчо, ти ще бидеш лава. Не, бе, вика, како ја, бе. Ти, готово, вика, дојди, идат му прават костим. Му прават костим, вика, влагаш внатри и правиш вау. Ке правиш, вика, и ти ще бидеш лава. Окей, кајде. И стварно, Станчо лава. Влага внатре у кафезот, прави вау, иде. Ни анимира публика, знаеш. Карти се продаваат, лудница. Друг ден исто пак, си знае Станчо више. Тоа е. Лавот е у зоолошка. Си иде, си прави, си вика, брат, луѓе сликаат, снимаат интересно, многу. Трет ден пак, он си иде по земја, знаеш, лав буквално. И третиот ден што се дешава, брат? Отварање таа вратата железна, тек. Се врти. Владење лавица. Иде се фаќа за шипките, се тресе, брат. Готово, вика, ме изеде. И се тресе, се седе у гаки. И доаѓа лавицата. Прави... Јоја му прави... беге. И вика, не се плаши, бе, Станчо. Аз съм Мими. От маркетинг. Да не имаш едно чигаре за слона. Вчера ме отследила, изтръкна.
stil jasne i da Нереално. Nema veke da ja pokanam na Ладно, заволи zabrana Nekam profil ke go izbrišam Isturat moje doma ja se pediram Pošto to ja počne stil jasne i dadov gram Pošto to ja počne stil jasne i dadov gram Dadov gram, yes.